Јас сум Анастасија Точевска, основач и волонтер во Сдруженијето Шипасти ентузијасти Скопје. Постоиме официјално од 2019 септември, а неодамна во ноември поточно го отворивме нашето прифатилиште за бездомни животни, што се вика Barking Lot Shelter и е во близина на Качанички пат. Постоиме, делуваме на решавање на проблемот со бездомните животни. Имаме спасено над 500 животни, вдомено над 450, повеќето надвор од Македонија, претежно Англија и Шкотска. Вдомувањето во Македонија се уште се со пониска свест и нема толку, како да наречам, свест кон вдомување на бездомно животно, на животно кое не е расно куќе, но сепак се гледаме некоја минимална промена и се надеваме дека со нашето делување ќе успееме да направиме поголеми промени. Поддршката што ја добиваме е минимална, речиси непостоечка. Имавме донација само од општина Карпош, неколку мали претпријатија и компании знаат да донираат по некои ситни донации, меѓутоа тоа се суми кои што помагаат, навистина помагаат, кога би станувало збор да речеме повеќе компании или повеќе институции или амбасади би донирале со помал капитал, со тоа што нели кога ќе се собере на еден куп ќе биде поголемо, ќе биде средства што можат да помогнат кон решавање на оперативните трошоци. Значи, моменталниот постоечки закон, тоа го имаме разговарано помеѓу нас активистите дека е прилично двосмислен, да не речам, односно постои простор за интерпретација, нели закон како закон треба да биде прилично концизен и јасен, да не постои простор за интерпретација. Па се надеваме нели доколку новиот закон стапи во сила дека ќе донесе конечно и решавање на оние проблеми кои што веќе со години ги зборуваме. Главните промени во новиот закон се задолжителното чипирање и форсирањето, да речеме, на проверка на тие чипови, бидејќи нели ако милениците се чипирани сами по себе, не се врши проверка на дали миленикот е чипиран или стерилизиран, не правиме ништо со тоа. Што значи дека казните и сите тие работи треба да се стават во сила и треба навистина да се применуваат. Исто така задолжителна стерилизација, задолжително пријавување на одгледувачници, регистрирање на одгледувачници, да нема размножување на миленици, освен ако не станува збор за регистрирана одгледувачница, и задолжително пријавување на новите легла. Со тоа ќе има некои регистрирани податоци на колку животни има на улица и ние ќе се справуваме со конечен број на бездомни животни. Од друга страна, исто така добар новитет е поставување на гробишта за миленици, кое што мислам така дека е исто многу важна ставка, бидејќи нели секој што има миленик знае дека во моментот кога ќе изгубиш миленик, само емотивно е тешка ситуација, па не да треба уште да смислуваш што да правиш со неговото тело. Сакам да биде јасно дека она што ние што се заложуваме како активисти и љубители на животни, не значи дека сме на спротивна страна со, да речеме, граѓаните кои што не се толку фанатици кон животни, туку баш напротив дека сме на иста страна, од причина што и тие сакаат да нема животни на улица и ние сакаме да нема животни на улица, само што ние наоѓаме хуман начин на справување со проблемот, за разлика, да речеме, од оние кои што не ги сакаат, и сметам дека нели секој како човек, како поимот човек треба да има таа хуманост во себе. Би сакале да ги поттикнеме сите луѓе да се вложат кон некој нова, кон било што, бидејќи нели промените почнуваат кај нас како индивидуи, и доколку секој направи барем малку за општеството во кое што живееме, светот ќе биде многу подобро место за живење.